Легна нова година. На сите што дојдете малце покасно. Можеби не забележувате, но по Божја благодат заврши минатата година и почува една нова година. Не знам што оставивте после себе во старата година. Што беше тоа што го оставивте? Што е тоа што останува во старата година? Можеби оставивте искуства на тешки и страшни болести. Посебно во ова време го има тоа. Можеби такво искуство оставате. Можеби минатата година предизвикала огромна болка во контекст на семејството. Не знам што имате. Не знам што сте оставиле во минатата година. Каква болка во вашето семејство останала. Можеби минатата година сте искусиле очај како никогаш досега во животот. Можеби некој тоа го има искусило. Не знам. Можеби минатата година донела некои сомнежи кои никогаш не сте помислувале дека ќе ги имате. Некои сомнежи. Можеби минатата година била голем предизвик за вашата вера. Можеби минатата година била таква една тешка година. Какви тешки моменти да сте имале? Јас ќе ви кажам вака, оставете ги таму кај што тие моменти се случиле. Оставете ги таму. Оставете ги во минатата година. Оставете ги во 2021 година. Не дозволувате 2021 година проблемите од таа година, сомнежите, тешкотиите, што и да сте имале да навлезат во 2022 година. Оставете ги таму. Оставете ги во старата година и оставете Бог да работи во вас, во вашето срце, во вашиот ум, за да можете да дојдете до еден нов почеток. Новата година колку убаво не подсетува за еден нов почеток. Јас верувам дека на секој еден од нас, од време на време, ни треба еден нов почеток, една нова шанса. Знаете ли што? Од телотворувањето на Исус Христос, тоа што дојде како едно мало бебе, токму тоа го направи. Сега Доротеја што читаше. Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. За секој што ќе поверува во него, знаете ли што? Да има нова шанса. Да има нов почеток. Да има нов живот, да има ново раѓање. Тоа не подсетува новата година. Оставете ги проблемите во старата година. Во новата година зграбчете го тоа што Господ го има за вас. Често пати треба само да испружиме рака и да го прифатиме она што Бог го има за нас. Да ги оставиме сите пресметки дека треба нешто да заработиме или треба нешто да заслужиме. Бог не е во тој бизнис, разбирате ли? Бог не е во бизнисот да се заработи и да се заслужи. Бог не е во тој бизнис. Неговата валута, ако смеам така да кажем, тој работи со благодат. Тој работи со милост. И како што евангелистот Јован ќе каже, а ние од него добивме благодат врз благодат. Тоа го видовме од единородениот Божи син. Оној совршениот, оној кој единствено смее да седи на престолот за судење, да суди кој е праведен, кој е грешен. Тој кој единствено смее да каже кој е праведен, кој е грешен, од него вели Јован. Добивме благодат врз благодат врз благодат врз благодат. И тоа Јован го искусил на своја кожа. Тогаш кога сите го оставија Исус, тогаш кога сите се откажаа од него, тогаш Исус им скажа благодат врз благодат врз благодат. И јас сакам мојата вера да ја положам во еден таков судија, во еден таков Бог. И ова нова година сакам таа благодат врз благодат да ја прифатам врз мојот живот. Нова година јас сакам да ве благословам вака. Во новата година прифатете ја новата благодат Божја. Во новата година земете ја новата шанса која Господ ја дава. Во новата година прифатете ја од Господ новата сила која тој има за секој еден од вас. Во ова нова година не треба нова сила. Не може со стара сила, верувајте ми. Старата сила ја потрошиме на 31 декември. Толку. Едва издржа до 3 сата бајле со старата сила. Ми треба нова сила. Нова година, Господ нека ви даде нова сила. Новата година нека биде една нова надеж за секој еден од нас.
колку ни е потребна новата надеж на нас. Тие што живееме во Македонија, тие што се соочуваме со сите тие предизвици овде, системски, лични, семејни, финансиски, какви да се, ни треба една нова надеж. И сакам Бог да биде со сите вас, да ве оснажи сите вас, посебно. Адвент, како што рековме досега, едно време на исчекување. Го чекаме Месијата. Го чекаме да се врати и да донесе една нова надеж. Како и во првиот век, кога бил најавен од ангелите, чекаме небото да се отвори и да сјае силната светлина од небото, кој ќе ни каже дека има надеж. Тоа го видел пастирите. Досега зборувавме за тоа исчекување за сите тие ветувања и прошта што се исполнили кога Исус се родил. Во првата проповед зборовме за сите прошта кои биле дадени од почетокот, не за сите прошта, но некои важни прошта кои директно упатуваат за Исус, кои Исус ги исполни со неговото раѓање. Сите тие прошта. Зборовме дека Божиот народ чекал веќе 2000 години за таа работа. И затоа зборувавме дека ако Божиот народ во овој контекст сега црквата, во стариот контекст бил Израел, во новиот контекст е црквата, новиот Израел, така го нарекува Библијата, Божиот народ, новиот Израел значи црквата. Тоа што треба ние да го знаеме до сега, барем да го научиме, затоа што 4000 години имаме пракса во таа работа, а тоа е како да чекаме. Ако за 4000 години како Божи народ не сме научили како да чекаме, тоа што мислам, ни ке се заслужуваме, нула треба да ни става. Треба да знаеме како да чекаме. Да го чекаме Месијата Исус, да го исчекуваме неговото повторно и конечно враќање назад. Коста минатата богослужба зборувал за Богородица. И зашто? За тоа колку Марија Богородица е значајна. За нејзинот ненадминли пример за послушност и храброст. И зашто токму нејзината песна открива дека Бог ја одбира за таа толку важна мисија, преку која Месијата доаѓа на земјата. Вистински, како што ќе каже Коста, суперхерој, чија единствена супер моќ е срце секогаш спремно за Божјата волја, без пресметливост, без сомнеш, без желба за слава. Некој кој постојано укажуваше на Исус Христос. Постојано. Ја викаат блажена, покажува на Исус Христос. Денес продолжуваме со истата серија. Ова ќе биде предпоследната проповед и на Божи ќе имам последната тема за Адвент. Сакам оваа серија да ја ова проповед сега да ја почнам со една моја приказна како се заљубив јас во Стариот Завет. За некој Стариот Завет е малку тежок за читање. Има многу родословија, има многу закони, има многу. Ако читав Левитски закон, викам фала ти Господи што си ме повикал сега да би имал свештено лице, пошто во Стариот Завет требаше стално да колам жртви и крв нешто да прскам, тоа беше страшно. Ја не можам тоа да го правам. Господ има милост во ова време да ме повика за во служба. Фала му на Господ. Но имаше момент кога јас стварно се заљубив во Стариот Завет, тоа беше кога студирав теологија. Имав еден предмет за петокнижието, за Стариот Завет, за првите 5 книги во Библијата, и ги исчитувавме, и јас еден дел од Стариот Завет толку многу го засакав, што семинарската која требаше да пишуваме за тој предмет стана прерасна во мој дипломски, како се каже, моја дипломска теза. Јас сега ќе ви покажам како изгледа да се пишува дипломска на факултет. Може ли да видите? Или че, може ли? Еве го, живко, со сите тие книги, едно лаптопче, следна слика. Еве, многу книги, дебели книги, треба да се исчитаат сите. И уште една слика имам. Еве како пишувам. Искрено да ви кажам, бев преморен. Го читав делот од книгата Излез. Фала ви, не? И во тој дел, омилена личност од Библијата ми стана Мојсей. Имав чувство како лично да го познам. Ја видов тежината за која се соочил, одговорноста која е имал и жртвата која ја поднел
со тоа што го прифатил Божиот повик да биде посредник помеѓу Бог и народот, да биде тој избавител кој Израелот ќе го изнесе од робството во Египет. Обработувајќи го животот на Мојсей, настанот кој мене привлече најмногу внимание беше во книгата Излез 19 глава до 21 глава, а тој е моментот кога Израел ги прима 10 Божји заповеди. Ако некогаш го видите Мојсей на икона, тој ќе биде човек со брада како држи 2 камени плочи. 10 Божји заповеди. Ако сте огледале филмот, мислам дека се беше Создавање, појма немам, еден стар филм за библиската приказна на создавање на Израел и така натаму, ќе видите Мојсей, еден најмаркантните моменти кога Мојсей слегува од планината Синај со 2 камени плочи на кои се напишени 10 Божји заповеди. Тој е многу важен момент во целата Библија. Тој момент во библиската наратива е посебен момент, има збор со кој се нарекува таа појава која се случила во тој даден момент. Таа појава се вика теофанија. Или македонски кажано богојавление. Богојавление зборот може би ќе го слушнете за време на празникот Водици. Се го слушнали? Богојавление. Сега што сака да каже тој теолошки збор? Што се случува на таа теофанија? Богојавление мислам дека се објаснува самиот зборот, се објаснува сам себе си, а тоа дека Бог се објавува. Има една посебна Божја објава. Но што се случува во овој дел од приказната на Библијата во Излез 19, 20, 21 глава? Бог се спушта на планината Синај. Значи, израелците за прв пат во нивниот живот гледаат за каков Бог им зборувале нивните предци. Знаете, во тој момент израелците 400 години во робство. Се што слушале, знаете ли што е? Приказки. Како што ние слушаме приказки за крали Марко. Има буздоган, ги тепал сите, имал конј, бил висок, бил силен, отприлика такви приказни слушале за Авраам, за Јаков, за Исак и така натаму. И знаете ли што? Голем дел од израелците, кој знае што верувале за тие приказни, знаете ли зошто? Затоа што тој голем Бог што му се објавил на Авраам, у последните 400 години па и не направил кој знае што за нив, они се сега робови. Ако тој Бог е толку силен и толку чуда прави, зошто сега се они робови? Како може така? Пата. И тоа што е најгрозно, они се робови не било каде, туку се робови во земја каде што одлучиле има кралски декрет кој нивните машки деца ќе ги зима и ќе ги фрна на крокодилите. Во таква земја они се робови. И тие слушаат приказки за всемогутниот Бог кој ги создал небото и земјата. Каде е тој Бог? Тој Бог одеднаш се појавува во една чудна форма. Прво се појавува преку неговиот гласник Мојсей, кој оди во Египет и им вика: вашиот Бог за кој слушавте, нашиот Бог, ми се јави и ми кажа дека треба да ви изнесам од робството. И нормално израелците не се леле ајде, затоа што знаеш што ги следи ако не е ајде. Затоа што ако не успее тој план, фараонот, кој во тој момент е семоќен, не само тие казни ќе им додаде уште на казните, и ќе ги казни уште повеќе, и ќе имаат уште повеќе проблеми. И знаете што тоа се случува? Доаѓа Мојсей, се случува чуда. Голем дел од тие чуда се, да кажеме, може да биде како природна појава. Не знам, жаби се појават, скакоци. Па паѓа голем град, не знам што. Ама последното чудо е малце наликува на чудо. Последното чудо кое Бог го изведува во Египет и со кое чудо Господ го притиска фараонот да ги пушти израелците од робство, е смртта на првородените. Тоа е навистина чудо. Смрт и помор секогаш имало, ама баш смрт на првородените во семејствата, тоа е веќе чудо. Никој друг да не умре освен тие што се првиродени. Вау! И тогаш фараонот го пушта израелскиот народ да оди. Израелскиот народ гледа уште едно неверојатно чудо, тоа е Црвеното море, се дели, тие поминуваат како по суво и се доаѓаат до планината Синај.
и тука се и гледат дека нешто чудно, нешто ново се случува. За Мојсе тоа е очекуван момент затоа што Бог му го дава тоа ветување на Мојсе кога го повикува. Вика ќе одиш, Бог му каже на Мојсе вака, ќе одиш ќе го избавиш мојот народ и доказот дека сум со тебе е дека ти повторно ќе стоиш на пред оваа планина со мојот народ и тука ќе ме прославите. Тоа беше исполнување на Божјото ветување. И сега народот стои пред оваа планина и сега ќе ви прочитам да видите што се случува под планината. Целиот Израел стои таму. Мојсе го има неколку сцени каде што Мојсе оди горе на планината, зборува со Бог, па се враќа доле, зборува со народ. Повторно се оди горе на планината, зборува со Бог, па се враќа доле, пак зборува со народот. Мојсе бил хајкер, не знам да кажам, значи овој планинарел неверојатно добро, веројатно пошто требало да има многу кондиција тоа да го поднесе. Но видите што се случува на планината. Во Израел 19 глава 10 до 20 стих вели вака: И му рече Господ на Мојсе: Појди кај народот и освети го денес и утре. И нека ги исперат облеките своји и нека се приготват за третиот ден, зашто во третиот ден ќе слезе Господ на Синајската гора пред сиот народ. А ќе поставиш граници за сиот народ од сите страни и ќе им кажеш: Пазете да не се качувате на планината и да не се допирате до подножјето нејзино. Секој кој ќе се допре до планината ќе загине. Никаква рака да не се допре до него, туку со камења да биде убиен или со стрела да биде застрелан. Добиток ќе или човек жив да не остане. А кога трубата ќе затруби оттегнато, тогаш ќе можат да се качат на планината. И Мојсе слезе од планината кај народот и го освети народот. И тие ги испреа облеките своји. И му рече народот: Бидете готови за третиот ден и не приближувајте се до жена. А третиот ден на осамнување загреме и молњи засветкаа и настана густ облак над планината и затруби труба со многу силен глас, така што затрепери сиот народ кој беше во логорот. Тогаш Мојсе го изведе народот од логорот за да го пресретне Бога и застанаа во подножјето на планината, а Синајската планина целата беше во дим, зашто Господ беше слегол на неа во оган и дим се креваше од неа, како дим од печка, и целата планина силно се тресеше. И гласот на трбата стануваше се посилен. Мојсе зборуваше, а Господ му одговараше гласно. И Господ слезе на планината Синеј, на врвот од планината, и го повика Господ Мојсеј на врвот од планината. Мојсеј се искачи. Замислете да стоите под планината на која се случува тоа што е опишано. Замислете да стоите таму, на подножјето на таа планина. Се тресе, гласно е, гледате нешто како ерупција на вулкан пред вашите очи, но не и само тоа. Во тој тресок слушате дури и како глас излегува. Слушате зборови. Толку силни што целиот логор се тресеше од тој глас. Мене дури и таа гледка не ми е фасцинантна. Тоа што следи прави вистински пресрод во приказната. На почетокот на 20 глава Мојсе е сигнат од планината и стои со народот. А Господ почнува да зборува и да ги кажува 10 заповеди. Замислете да постои глас кој е толку силен што ќе го слушне цело Скопје, а доаѓа од крстот на Водно. Замислете таков глас да слушнете и на таква силина. Дали некој ще помисли дека е прекрасна идеја да се слушне Божиот глас? Што бува идеја да го слушнеш Божиот глас? Или дали мислите дека некој ще супер идеја да може да се види Бог? Дајме да го видиме Бог. Што мислите, како изреагираа израелците кога тоа се случи? Кога израелците го слушнаа Божиот глас и ја видоа Божјата слава како слегува на планината Синај во вид на густ облак. Кога ги слушнаа 10 заповеди израелците, слушнете како изреагираа израелците. Вели вака, во Израел 20 глава 18 до 21 стих. И сиот народ ги гледаше и молњите, и пламенот, и гласот на трубата што трубеше, ја гледаше гората што се димеше. И откако го виде тоа, народот се уплаши и се оддалечи. Ма му рекува на Мојсеј: зборувај ни ти,
и ние ќе слушаме, но да не ни зборува нам Бог, за да не умреме. А Мојсе му рече на народот: не плашете се. Бог дојде за да ве испита и стравот негов да биде во вас, за да не грешите. И народот стоеше подалеку, а Мојсей појде кон мракот, каде што беше Бог. Тоа ми е една од најлегендарните сцени во Библијата, која читав оваа наратива, оваа приказна од Библијата. Го видов како народот стои на страна и го гледа Мојсей како осамениот каубој влегол во таа темнина. Бестрашно, во Божјото присуство, оди без било каков страв. Мојсей е легендарен лик. Мојсей е неверојатна личност, која легенда. Минатата недела 2 пати отидов на водно. Првиот пат не бев сам, ми беше прв пат да отидам и да се прошетам на кратко. Вториот пат отидов сам и сега да поминам малку време во размислување, во молитва, па и време малку да се освежам. Како да кажам, минатата недела исто така ставив и нов диоптер на очарите и очите треба малце време да се навикнат, една недела прилика да се навикнат, овој мускулите во очите да го прифатат таа диоптрија. И докторот подоцна ми кажа дека прво ќе оседам подобрување на блиску, кој ќе читам, па после на далеку. Пошто кога ќе читам вака, супер се гледам на далеку, све матно, све искривени слики, така беше. И јас баш тогаш тој ден кој ги земав на очарите, одлучив да одам на водно. И беше веќе речиси темно. Тоа што го искусив беше многу интересно. Отидов на водно околу 16 часот и 30 минути и тренав по патот према Нереси. Тој ден беше малку врнежливо, магловито, така беше малце, тумурно. И да ви кажам, на средно водно имаше паркирано 2 автомобили, веројатно од вработиниште што се таму, никој друг немаше. Никој не беше доволно луд како мене. Кога тргнав по патот, се уште према Нереси, се уште се гледаше малце нешто, но колку што одев, почнува се стемнува. Знаете, во планината почнува многу побрзо да се стемнува отколку во долината. Некако мракот може многу брзо да падне. Јас го осетив тоа. Баш кога на тоа почна малце да роси и поминуваше некаква магличка и гледав дека магла доаѓа од далеко. Како што кажав, имав еден нов диоптер и иако сцената што обичам е малку страшна со диоптер кој ќе ги заматува далечните дрвја, оно цело време мислиш дека нешто се движи околу тебе, нешто демне. Такво чувство имав. Одев по патот према Нереси 20 на минути, викам дај да се враќам, пошто може да ме заврне, може да стане темно, викам дај да се приберам. И се враќав назад и веќе стана многу мрачно. Стасав до колата, влегов во колата, но не ќе одма да се отидам. И се вратив со колата таму кај што патот се дели према Сопиште, овој новиот пат што ме пуштен према Сопиште и према Сончев град, таму си паркирав колата и излегов и се огледам Скопје. Си размислував, се молев и така натаму. И одеднаш како што гледав Скопје, овие високите згради што се тука Джевагир, одеднаш ги снема. Што се деси? Гледам почнува и други, кога е темно не може да ја видите маглата. Едноставно гледате само дека нешто снемува. И видов дека градот пополека го снемува и како што погледнав према планината, гледам дека една магла, густа магла доаѓа према мене. Не знам дали сте се нашли во планина кога доаѓа магла, мене ме фати една језа. Имав тој инстинкт на преживување, ме тераше веднаш да влезам у колата, затоа што е таква опасна сцена е. И тогаш ми текна на Мојсей. Ми текна на Мојсей и на таа сцена, кога Мојсей без страв влегол во тој густ облак, само што тој облак не беше магла, така освежувачка магла, росичка, туку беше густ, црн, чад, како што пише од библискиот текст, како да излегува од печка. Почувствував дека во овој момент треба да останам. Господ сака нешто да ми зборува во тој момент. Можеби е нешто по кое сум копнел вас. Секој момент да слушам. Тоа беше моментот од Библијата во кој за Мојсей Библијата ја утврди неговата улога. Во овој момент
Мојсей вистински станува посредник помеѓу Бог и народот. И не е само Божиот повид кој го кажува тоа, веќе и народот му кажува на Мојсей: те молам ти зборувај ни, Господа не ни зборува. Мојсей станува посредник помеѓу Бог и народот. Тоа беше моментот кога Бог на планината Сина изборуваше и кога неговото присуство од страна се гледаше како еден црн облак. Црниот облак, тоа беше символот на Божјото присуство во Стариот Завет. Густ, страшен облак, неговата слава, која на еврејски се вика Шекина слава. Црн облак во кој никој не може да пребива. Никој во тој облак не може да обстои. Црниот облак кој се појавуваше во Стариот Завет, да не мислите дека е облакот кој го штити Бог затоа што тој е срамежлив. Да не мислите дека тој облак го покрива Бог затоа што тој нешто крие од нас. Не. Црниот облак го крие Бог од нас, од луѓето, затоа што ние не сме во состојба да преживееме тогаш кога ќе видиме неговата слава. Затоа беше црниот облак. Затоа што ние не можеме да го преживееме неговото присуство, такви како што сме грешни со падната природа. Ние не можеме да го поднесеме Божјото присуство. Додека стоев во мојот автомобил и се молев и гледав како таа магла пополека го покрива и ридот околу мене и градот, и додека гледав како се приближува, почувствував можеби многу малку од тоа што израелците почувствувале тој ден кога стоеле пред планината Синај. Еден стравопочи за тоа што се случува пред нив. Црн, густ облак. Но сега во тој момент го слушале и Божиот глас како им зборува. Толку се оплашале што го молеле Мојсей, веќе Господ да не зборува. Јас го почувствував тој страф од маглата која ми доаѓаше. Од присуството на местото каде што ништо друго нема да можам да видам. Од ладниот бран кој маглата го носеше со себе. Од чувството на ладни бранови со маглата кој ги почувствував на моето лице и од мракот кој ме обкружуваше мене и од самотијата во која се наоѓа во тој момент. За мене тој момент беше момент на една духовна битка во која јас требаше да останам на тоа место се додека густата магла не станеше удобно место за мене. Место на вера во Бог. Место на кое Бог на некој начин ми зборуваше. Место на кое Мојсей стана Мојсей. Требаше да се случи токму тој момент за мене. Народот да остане надвор, а јас да тргнам кон густиот облак во Божјото присуство. Знаете, доколку сакаме растеж во верата, тогаш ќе мораме да се ослониме на верата во Бог и да го следиме понекогаш на места каде што нам нема да ни бидат пријатни, или места каде што на нас нема да ни бидат најпознати или најудобни. Понекогаш како и Мојсей, Бог не повикува да влеземе, да излеземе од толпата и да го следиме во црниот облак, на местото каде што ќе бидеме заедно само со Него. Понекогаш тоа е застрашувачки момент. Застрашувачки момент. Црниот облак беше символот на Божјото присуство. Бог ја сокрива својата слава не од причина да се сокрие, туку од ние да преживееме, да не заштити. Но знаете ли што? Доаѓа новиот завет. И новиот завет носи нешто ново. Носи некаков нов завет. Што се случува во новиот завет? Еден од тие први стихови кои откриваат како ќе биде сега Божјото делување сега, како ќе се вика Исус, го гледаме во Матеј 1 глава 23 стих, кога ангелот и се јавува на Марија и кажува што ќе се случи со неа и кажува кој ќе биде тоа дете и како треба да се вика. Во Матеј 1 глава 23 стих вели вака ангелот: и ете, девица, ангелот цитира пророштво од Стариот Завет. Вели вака: и ете, девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануел, што значи Бог со нас. Што тоа значи? Бог со нас во Стариот Завет значел црн облак.
Во Стариот Завет тоа значи Бог со нас. Кога Соломон го гради храмот и кога го посветува храмот, доказот за Божјото присуство дека Бог и со нив, знаете што е? Црниот облак. Присуство во кое никој не можеше да стои, сите паднаа на земја. Свештеници, првосвештеникот, Соломон, сите паднаа на земја. Божјото присуство во црн облак го исполни храмот. И никој не смее да допре до тоа присуство. Но нешто ново и е најавено преку пророкот во Стариот Завет. Црниот облак веќе не е она препознатливо место каде што Бог пребива. Во Новиот Завет се случува нешто категорично различно. Божјата објава, Божјото присуство, она слава Божја која е непристапна, неподнослива за човекот. Таа слава се вселува во едно мало и безпомошно бебенце, чие име открива за што станува збор. Тоа мало бебе ќе се вика Емануел, што значи Бог со нас. Од денешна гледна точка, ние не се, може би, потресуваме многу на тоа име, Емануел, Бог со нас. Знаеме, може би, некој во нашиот живот кој се вика Емануел. Едноставно, мене не ми беше јасно зошто Исус го крстили Исус, кога ангелот јасно и кажа на Марија дека ќе се вика Емануел. Зошто се вика Исус? Што е работа? Очигледно ангелот бил доста јасен кога кажал како треба да се вика Исус. Не Исус, Емануел. Може би не разбираме на кој начин Марија или Јосиф го слушне тоа што ангелот го зборува. Ајде се вратиме повторно во Стариот Завет. Има еден момент кога тоа Емануел бил толку скапоцено нешто, дури и човекот за кој Бог единствено, може би покрај Авраам, за единствено кажал за него, тој е мој пријател Мојсе. Единствено на него Бог одлучил да покаже што значи Емануел. Бог одлучил да ја покаже својата слава. Знаете, Мојсей бил пророк на сите пророци. Сваќате ли? Мојсей бил пророкот кој го склучил заветот помеѓу Бог и Божиот народ. Мојсей бил пророкот кој посредувал помеѓу Бог и народот. Мојсей е оној кој го дал тоа ветување на израелците, ќе дојде пророк, некој кој е сличен на мене. А замислете тоа да го кажете за себе. Чим Мојсей тоа го кажа, Мојсей знаел која улога ја има во тој народ. Дека тој не е било кој, тој е избран од Бог за оваа служба. Дури кога неговите браќа и сестри кои били исто со важни позиции во тој народ, кажале, па добро, што е толку Мојсей, па и ние сме пророци, па ние гледаме видение и ние го слушаме Божиот глас. Господ ги укорува, вика, не сте исти. На пророкот јас му давам слики, со Мојсей јас зборувам лице в лице. Тоа е друго. Мојсей е мојот пријател. И тој пријател Божи, тој прави како вистински посредник помеѓу Бог и народ, прави еден чекор кој може би никој од нас нема ние се осуди да го направи. А тој бара од Бог да ја види неговата слава. Тоа што никој не можеше да го поднесе, тоа што никој не можеше да го преживее, Мојсей го бара од Бог. Во 30-та глава излез вели вака: и пак рече, Мојсей му рече на Бога: покажи ми ја славата своја. Му одговори: ќе ја покажам пред тебе сета моја слава и ќе го изговорам моето име Господово пред тебе. И кој е за помилување ќе го помилувам, и кој е за утешение ќе го утешам. И потоа рече: но лицето мое не ќе можеш да го видиш, зашто не може човек да го види лицето мое и да остане жив. Тоа Бог му го зборува на Мојсија. И пак рече Господ: ене место кај мене, застинено на карпа. И кога ќе помине славата моја, ќе те ставам во пукнатината на карпата и ќе те засолам со раката своја додека не поминам. А кога ќе ја кренам раката своја, ти ќе ме видиш од кај грбот, но лицето мое не ќе можеш да го видиш. Врвот на животот на Мојсей, врвот на неговата мисија, како посредник, се осмели да го праша Бог да ја види неговата слава. Бог му искажа милост, но Мојсей повторно не можеше да го види Божјото лице и да остане жив, дури ни Мојсей. Но во Новиот Завет се случува нешто, како што кажав, нешто сосема различно. Во Новиот Завет апостол Павле во Колосјаните ќе каже дека Исус
е слика, Исус е лицето на невидливиот Бог. Кога ќе погледнеме на Исус, ние можеме слободно да го видиме невидливиот Бог. Во првата глава Јован, сведоштвото на Јован е дека тој гледа во нешто што луѓето во Стариот Завет не се ни осмелиле да помислат да го видат. Како што Јован ќе каже, ние сега ја гледаме неговата слава, го гледаме лице во лице и останавме живи. Тој е единороден од Отецот и оној кој пребивал во таа вечна и за нас непристапна слава, а сега ние го гледаме лице во лице. И не само што останавме живи, туку тој таа слава и нам ни ја објави. Јован, кој добро ја знаеше приказната за Мојсей и за Синај и за густиот облак и за Божјата слава Шекина и за Соломоновиот храм и славата од која целиот Израел се исплаши и истата таа слава на единородениот Божи син, тој исти Јован беше сведок на таа слава. Но сега не е скриена слава во темен облак, туку целосно откриена во ликот на Исус Христос, кој е Божиот син. Трагаме до клучниот и завршен дел, за кој сакам да имаме едно посебно внимание. Отелотворувањето на Исус, Емануел, Бог со нас, нам ни овозможи да ја видиме Божјата слава. Гледајќи на Исус, ние сега гледаме на Божјата слава. Кога го праша еден од апостолите, го праша Исус, покажи ни го таткото и ќе не биде доста. Исус му каже, добро, не ме гледате, значи толку време сум со вас и уште не разбирате. Кој ме видел мене, го видел Отецот, го видел таткото, го видел Бога. Значи Исус нам ни ја открива Божјата слава, но не само и тоа. Бог со тоа, со отворувањето, Бог со Емануел имаше многу поголем план. Преку отворувањето Бог го открие неговиот конечен план за човекот, за неговото создание и зошто воопшто јас и ти сме создадени. Еден теолог тоа ќе го објасни на следниот начин. Еден теолог ќе каже вака: Бог стана човек за човекот да може да стане како Бог. Бог стана човек за човекот да може да стане како Бог. Дороден на почетокот го читаше тој клучен дел од Евангелието според Јован, каде што се содржи непознатиот стих можеби во Библијата. Зашто Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син. Бог стана човек преку неговиот син. Та секој кој ќе поверува во него да не загине, туку да добие вечен живот. Една од тие привилегии кои ги добиваме, најважната привилегија која добиваме преку вера во вечниот Божи син, е таа да станеме Божи синови и ќерки. Со други зборови, Бог стана човек за јас и ти да можеме да станеме како Бог. А како е тоа да станеме како Бог? Псалмот 8 открива дел од она што можеби за мене и за тебе е сокриено. А тоа е дека ние сме создадени на Божи лик, носиме Божи лик, го носиме потенцијалот кој Бог го создал во нас. И дека ние сме создадени малку подален, ако учите само, а што е тоа човекот, да си спомнуваш за него, вика си го создал малку подален, во нашиот превод е од небесните битија, или малку подален од ангелите. Во еврејскиот превод, тоест во еврејскиот текст стои зборот малку подален од Елохим. Ако знаеме малку од таа, да кажеме, еврејска, од еврејски јазик, знаеме дека зборот Елохим се користи за Бог. Малку подолен од Бог. И дека псалмистот продолжува дека ти човекот си го овенчал со слава и со чест. Нема друго битие кое е равно на човекот. Но вистинската слава со која Бог имаше намера да не овенча е всушност неговата слава. А тоа е да станеме негови деца. Исус, Емануел, открива дека Бог веќе не се сокрива во црн и густ облак,
туку благоволи целосно да се открие и преку верата во него, преку верата во неговиот син Исус Христос, ние да можеме да пребиваме во неговата слава за секогаш. И по благодат, дури да бидеме соучесници во таа негова слава. Нештото во кое ниедно човечко битие не можеше да пребива, сега сме повикани да имаме дел од таа слава по благодат како Божји синови и ќерки. По благодат, не по раѓање, по благодат и преку вера. Славата од која израелците се плашеа, црниот облак од кој тие бегаа, црниот облак во кој никој не можеше да стои. Исус сега да каже, сега тој црн облак, таа слава, јас ја носам во вас. Преку отворувањето, кога Исус стана еден од нас, и преку воскресението, а преку вера, јас и ти стануваме син и ќерка на живиот Бог. Јас и ти стануваме новиот храм, во кој славата Божја преку Светиот Дух ќе се всели во секој еден од нас. Не само што можеме да пребиваме во таа Божја слава, туку Господ нас не прави носители на таа негова слава. Емануел. Дали сме свесни колку сме вреднини на Бог? Дали сме свесни која вредност ја носиме јас и ти, што сме негови син и ќерка? Понекогаш забораваме, понекогаш дозволуваме ти дневно политички работи да не преокупираат. Дозволуваме грижите од светот да не натоварат. Дозволуваме модерното или тоа што е похотите од телото да не влечат на некаде. Забораваме со каква слава сме овенчани, со каква чест ни е дадена да ја носиме Божјата слава во нас. Светиот Дух да пребива во секој еден од нас. Што може да биде поважно од тоа? Што може да биде поголемо од тоа? Што може да биде позначително од тоа? Црниот облак од кој израелците се плашија, сега е во вас. Без страв. По благодат. Затоа што сме син и ќерка Божи. Радосната вест не е само некоја информација која треба да се сподели. Тоа е семејство во кое припаѓаме. Тоа е цар на кој му служиме. Тоа е животен стил кој го живееме. Тоа е љубов која споделуваме. Тоа е вера која отворуваме. Во едно такво нешто не повикува Божиот син. Исус Христос да пристапиме по вера. Емануел, Бог на вистина е со нас. Емануел, Бог е со нас во нашето срце, преку неговата слава, преку Светиот Дух, пребива во нас. Тоа што беше на планината Синај, сега е во тебе, доколку го прифаќаш по вера. Нека на вистина бидеме Божји деца. Нека на вистина разбереме што значи се биде Божјо дете. Нека не се преокупираме со празни нешта. Нека не забораваме што значи Божик за овој свет, за цел свет. Божик, Емануел, не значише доаѓање Божјо на една планина. Тоа раѓа на едно мало бебе. Значи дека Божјата слава ќе се всели во секој еден од нас, низ целиот свет, низ целата историја. Тоа е многу повеќе од само информација. Тоа е еден нов светски поредок. На ново царство кое владее за секогаш. Царство кое никој ништо не му може, затоа што е внатре во тебе. И е ставено од Бог. Никој не му може ништо. Нека Божјата слава е видлива од нас. Нека Божјата светлина на вистина свети преку нас, овој Божи, да не забораваме. Нека свети преку нас. Нека не се срамиме од Божјата слава. Нека не се плашиме од Божјата слава. Нека по благодат и со понизност ја прифатиме и нека пребиваме во таа Божја слава, како Мојсей, бестрашно кој влезе во облакот каде што пребиваше Бог. И беше наречен Божи пријател. А ние не сме Божи пријатели, ние сме Божи синови и ќерки. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, Ти благодариме, Господе, за оваа чест и слава со која Ти си не овенчал.
Ти си не повикал во Твоето царство, Господи. Да е нов почеток, да припаѓаме во Твоето семејство и да ја носиме Твојата светлина на секаде каде и да одиме, Господи. Те молам се Христе, преку силата на Светиот Дух, оснажи не, инспирирај не и помогни ни да видиме што имаш Ти за нас, Господи. Да можеме да ја носиме таа Твоја слава на секаде, Боже мој. Менувај не однатре, Господи, те молам. Те молам, Боже мој, да не гледаме преку призмата на нашата важност, да не гледаме преку призмата на нашата гордост, да не гледаме преку призмата на нашите похоти за задоволства, скратени патишта, туку да гледаме преку призмата на Твојот повик за нас, на Твоето посинување, да гледаме на повикот кој Ти го има за нас како наш татко, да бидеме Твои синови и керки овде на земјата и ништо друго не е важно, Господи. Тоа е најважно. Господи, освои го нашето срце за Тебе во целост и помогни ни да светиме каде и да одиме, Господи. Се оставаме во Твоите таткови раце, затоа што знаеме дека таму сме згрижени, таму сме исцелени, таму сме заштитени. Амин.